За приоритетите зборуваме денес, меѓу работата и семејството, дали заборавивме или пак некаде ги загубивме приоритетите за здрав и нормален живот. На овие прашања ќе позборуваме денес во студиото со нашата гостинка, психологот Мирјана Стојановска-Јовановска. Мирјана, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Неколку пати во текот на јавувањата од колегите го слушнавме зборот баланс помеѓу работата и семејството. Може ли воопшто да се најде баланс или е тоа само некаков идеал? Па вака, еве да тргнеме, ние нешто спомнавме пред да почне емисијава. Ако идеалното поделување на тие 24 часа е 8 часа на работа, 8 часа спиење, 8 часа за себе, и ни останува тоа на работа мораш, нели, 8 часа, ако не и повеќе, зашто треба да стигнеш до таму, па треба да се вратиш, по пат да испокупуваш нешто, да завршиш, да платиш сметки и не знам таму уште некои ситни работи што завршиш. Значи 8 часа никогаш не е само 8 часа. Автоматски кратиме од сонот. Немаме 8 часа сон. И кога една од гледачките или од тие што беа интервјуирани кажа дека во 17 часот треба да се вратиш, дали по тоа значи дека после 17 треба да имаш 8 часа за да бидеш со семејството? Значи начинот на кој што функционираме и функционира моделното општество, цивилизацијава, што ние викаме, не ни дозволува во идеален некој распоред да ги потрошиме и да ги поделиме часовите во тие 24 сати. Така, за да имаме повеќе време за семејството, малце ни треба да го растегнеме денов. Ако може да трае 25-6 часа. Да, уште 5-6 часа, во кој што нели ќе ни треба некојаш и ние да седнеме и да земеме здив, да подишиме, еве ако треба да размислиме како ќе ставиме приоритети, како ќе ставиме, ќе правиме баланси и сето тоа, значи ни треба некое време, барем 1 сат да имаме време да поседиме, па ни треба 1-2 сати да исчистиме дома, да пуштиме машини, да сготвиме јадење, па ни треба уште 2-3 сати, нели треба родителите не се добри или било кој нешто да комуницираме, да се бавиме со некое хоби. Нормално за децата ни требаат уште 5-6-7-8 сати, така да денот од 30 и нешто часа, мислам дека повеќе ќе одговара на една вакво нешто, за да најдеме некој баланс. Мислам, моите колешки веќе кажаа дека балансот е нешто што е најактивно. Значи не е точка во која ќе речеме го најдов и тука ќе застанеш. Не, него во овој момент се обидувам да балансирам, затоа што ние се менуваме, околината се менува, потребите се менуваат, приоритетите се менуваат и ние сме во постојано тоа барање на тоа како денеска како ќе го избалансирам, па утре ќе почнам од почеток, сега денеска како, затоа што денеска седеше дете во дома, беше болно, утре ќе оди во школа, ама треба да оди на базен, па треба сега утре како? Так. Па потоа ми се јавиле родителите, треба да ги носам во болница, сега утре како? Нели и секој нешто ново, па после мене ме боли забот. Сега како денеска ќе избалансирам и тоа е една постојана балансираност, барање на нешто што е идеално, што никогаш нормално нема да се постигне, затоа што ние сме луѓе, никој од нас не е идеален како личност, ни барањето на балансот не е нешто идеално, ама е баш така обиди некој постојани на адаптирање на моментот, на ситуацијата. И додека ние се обидуваме, животот си врви, пропуштаме веројатно многу битни работи. Ме интересира дали според вашето досегашно искуство луѓето денес навистина ги ставаат работните обврски пред семејството и ако е така, тогаш од кои причини го прават тоа? Дали е тоа преголема амбиција, дали станува збор за страф од несигурност или од губење на работата, страф од немаштија, желба за поголема заработувачка? Па вака, и ова се што го набројавте се вреди. Значи така е. Има една уште точка што се вика јас сакам да бидам успешен, затоа што има една пирамида на Маслов, на која врвот на пирамидата на Маслов е нашата сатисфакција, удоволување во кое што сме ние прифатени, признати
и сме задоволни со тоа како живееме. И во тоа задоволство нашата професија е еден голем дел. Ние сакаме да бидеме задоволни. Ако веќе нешто сум учела, и ако нешто сум правела, ако нешто сум вложила огромно време и енергија, сакам да бидам успешна во тоа и да го правам најдобро што можам. И нормално успехот на работата не е само дали резултат од нешто што мора да биде негативно, него е нешто како човекот си се реализира себе си и сакам да направам нешто од мојата кариера и да бидам нешто што сум, не мора што сум замислила, ама дека ќе успеам, дека ќе бидам прифатена, призната од колегите, од општеството, дека на работа ќе добиам признание, дека ќе ми речат браво. Јас ќе се осетам добро со себе си, дека сум постигнала интелектуално и професионално и секако некое ниво и супер сето тоа. Да, ама тоа бара стварно голема енергија, големо вложување и кога ќе видам што се сум пропустила заради тоа, почнувам да чувствувам виновна зашто сум го направила тоа. Грижа на совест, ево. Да. Ме интересира дали, да речеме, односно што се случува со човекот кога подолг период го занемарува семејството. Веројатно тука се појавуваат нарушени семејни односи, се оддалечува од партнерот, се оддалечува од децата. Кога велам човекот, не мислам само на машкиот пол, да се разбереме, да. И жените да. Имаат можност за развој на кариерата. Па да, така е и да се секој што организирал нели брачно едно живење, семејство формирал, аз сум сигурна дека сите од нив сакале да го имаат тоа семејство, сакале да имаат деца, сакале да си одбрале партнер, сакаат да живеат со него. И почнува животот да носи предизвици, да, дека имаш можност да напредуваш, имаш можност да правиш нешто, зашто тие млади години кога и децата се раѓаат и се одгледуваат во семејството се и многу плодни професионално години, затоа што доаѓаме во пикот на нашата интелигенција, на нашите психофизички способности, кога можеме да твориме, кога можеме да бидеме брилијантни, да направиме нешто, што и да е нешто да го правиме. А во исто време ние би требало да бидеме брилијантни како родители, како некој што е дома, во исто време треба партнерските односи, нели, да ги градиме и да ги одржуваме и што ли се заедно со тоа оди. Значи треба што мултитаскинг, како што реков, во тие 32 часа, значи треба ние да направиме некое чудо, а чудата нема чуда. Има онолку колку што ние се вложуваме во тоа и го запоставуваме семејството и кога ќе видиме што сме направиле, нели после тоа пробуваме да се вратиме назад, ајде да бидеме таму, па ќе заостане, штом ќе почнеш на едната страна, поише да ставаш на едното купче, ова другово ќе се намали, професионалниот живот ќе дојде во опаѓање, тука ќе изградиме нешто. И сега тука што е, што, например, некогаш, кога ќе пропуштиме некое време, и особено со нашите деца, и они ќе добијат впечаток некаде во себе си дека за нас нашата работа е побитна него што се они, тоа ќе остави впечаток и на тоа како нивната личност ќе функционира. И дали можеме после и какви мостови можеме после да изградиме, тоа е нешто што сите нас не мачи, кои што многу луѓе доаѓаат потоа на психолог да прашаат и што сега. Каде сгрешив? Не се свесни каде сгрешиле? Па знаат дека не биле дома. Ама тоа го правеле за доброто на семејството. Тоа всушност и моето следно прашање, денес успехот се мери по цена на лична среќа. Луѓето се само измамуваат кога велат го правам ова за моето семејство, а всушност со самото тоа се оддалечуваат од семејството. Па да, затоа што тоа е стапица. Сега, ако, како што реков, ако јас сакам да бидам успешна и недоволно време поминувам со моето семејство, ама ми е тешко да ја земам одговорноста за тоа што го правам, тогаш ќе му речам на семејството мое дека е одговорно за она што јас го правам, затоа што еве јас го правам ова за вас.
да донесам повеќе пари, да заработам повеќе, да ви обезбедам вас. Ама кај мене, например, за овие години, јас не дека кој знае колку 20 и нешто години работам психотерапија, или тоа е малце во однос на човечкото цивилизација и постоењето, ама никој не дошол кај мене да рече дека има невротски конфликти, дека анксиозност има, зашто кога бил мал немал Nike патика, или немал не знам што, или не возел Ферари, или не знам што. Доаѓаат затоа што немале внимание од таткото и од мајката, биле осамени, биле или тоа внимание што го добиле не било квалитетно, недоволно, немале, не направиле емоционален атачмент или нешто. Значи сето она што се случува кога родителите се отсутни. Никој не вика, ама мене супер ми беше, јас си имав колички, па си возев вакви точаци, па си имав мотори. Супер ми беше што мајка ми и татко ми не беа тука. Секојаш имав парички во джеп, никој не се фали така. Сите велат, да, јас имав пари, можев да купам и да одам кај сакам, ама бев многу сам и не се чувствував дека сум сакана и дека разбрана и така. И таа одговорност што ќе му ја дадеме на семејство во кое го напуштаме е многу отровна. Заради вас го правам ова. Добро, ама ние за да седиме сами дома и ти да го правиш тоа заради нас? Јас еднашка, можда била слична ситуација, можда мислам сите ние родители што многу работиме, да тоа не сакам родителите да се почувствуваат виновни сега за тоа што го прават. Апсолутно. Него би било добро да размислат само за себе, зашто ние сите сме дошли во таа ситуација. Еднашка ќерка ми рече, јас не сакам вие ништо да правите заради мене. Многу е подобро веројатно кога се прави. Тоа е едно големо освестување затоа што ние нешто побарала, ние викаме, ама ете ние не сме биле тука кога ете заради тебе, и она вика, јас не сакам ништо вие заради мене да правите. Постојат ли знаци кои покажуваат кога почнуваме да ја нарушуваме семејната рамнотежа? Па постојат знаци сигурно. Кога ќе почнеме да стануваме понервозни него што сме биле, кога ќе видиме дека децата ни попуштиле со школо, кога ќе видиме дека ќерката се нашминкала со нешто што ние претходно не сме го виделе, кога ќе видиме дека почнале да пушат, кога ќе видам дека мажов или женава излегуваат пречесто, дека сами или како и да е, ама ги снемува од дома, кога не се чувствуваме повеќе задоволни, кога ќе видиме дека долго време не сме седнале заедно да ручаме, да вечераме, или ќе отидеме на одмори сите со телефонот ќе седиме, кога ќе отиде партнерот да спие во детската соба или во дневна или под било какво оправдание, ќе го напушти креветот и ќе најде место каде некаде постано да спие, дали детето е болно, дали било што. Значи тоа е нешто што треба вака динг-дин да ни звони дека нешто се случува. И можеби да е инцидентно само, можеби ништо да не значи, ама е во ред ние да провериме што се случува во нашиот дом и кој е нашиот допринос за тоа што се случува. Зашто често пати ние сите сакаме, било супер, нели, да живееме во еден свет во кој што ние за ништо не сме криви. Па светов све нешто ни прави, па све се тие луѓе околу нас некакви. Ама во една интеракција, нали, како што е бракот, во кој што имаме двајца, кои нешто прават заедно и го создаваат, двајцата го создаваат бракот, без разлика кој е попасивен, кој е поактивен, кој е поманипулативен, двајцата, значи динамиката ја градат двајцата. Ако мене браков ми е ваков, пред да прашам што прави мојот партнер, партнерка, ќе се прашам со што јас допринесов ова вака да изгледа. Некои родители велат, можеби немаме доволно време, односно за да поминеме со своите деца, значи за сметка на квантитетот, велат, ама затоа пак тоа што го минуваме заедно е квалитетно. Може квалитетот да го надомести квантитетот? Па вака во една смисла да. Затоа што не е доволно мајката цел ден да седи дома, па таа може цел ден да си готви, да си пере, да си штирка, па да вика пази како седнеш, еве една баш денешка, вчера беше, кога каже јас не требаше моите деца да седнат на креветот, да пазат перничето, да не го згужваат. Значи, ако имаме или родител што постојано доаѓа дома, па малце ќе си се поднапи и ќе си гледа телевизија цело време, значи, тоа би било нели квантитет. Долго време они поминуваат во домот. Ние сме заедно во просторијава. Нема проблем тука.
Или децата кога они ќе дојдат од работа си доаѓаат рано, ама они мора да отспијат, нели саат-два, тогаш децата мора да молчат и да седат таму и да ништо да не се зборува, да не се кажува и така. Значи, а имаме кога може во текот на денот да одделиме 1 час и да седнеме со нашето дете и да бидеме тука само за него, да ги оставиме сите наши обврски и домашни, и работни, и секакви, и да го слушнеме детево што има да ни каже, без да го критикуваме, без да го искараме, аха, јас ти реков вака, а ти преш така, без да му викаме дека е мрзливо и нает или било што, него само да слушнеме што сака тоа дете што има да каже. Затоа што ако сме биле ние многу паметни и многу све сме правеле како треба, малце подобро ќе живеевме, позадоволно. Значи негде ние исто грешиме, како што сите, нели, тоа е човечки. Ама да му дајме да детево да видиме, може и ние ќе научиме нешто од него. Да го сослушаме. Тоа е квалитативно време кога ќе бидеме со детето со него, еве и да одиме на работа, што е нормално сега сите мајки и татковци одат на работа, али во текот на денот може 1 час да најдеме кога ќе го поминеме и ќе го посветиме само на нашето дете. Дали луѓето најчесто сваќаат дека ги изгубиле приоритетите тогаш кога ќе биде предоцна? Ами така, кога ќе не заболи нешто, затоа што не знаеме да престанеме некогаш. Затоа што ракоплескањата, овациите или друштвото или доживувањето на себе си некоја или сликата што ние сме си ја ставиле или шо ли да е, може само парите, нели само бројките гледаме, опа, се множат таму. И нормално дека нема да се откажеме од тоа, затоа што ни дава задоволство некое. И еден ден кога ќе не заболи, кога детето ќе ни ја блупне вратата пред нос или кога ќе исчезне од нашиот живот, кога партнерот ќе биде тотално незадоволен, ќе не варе или ќе не напушти, или кога ние ќе се фатиме себе си како вараме и правиме нешто што никогаш во животот претходно не сме мислеле дека или сме го осудувале дека некој треба така да се однесува, е момент на добивање шамар од животот. И ете, дојде кога ќе почнеме да се преиспитуваме и да се прашуваме како дојдов до овој степен, како дојдов до овде. Што направив да дојдам до овде, мислам дека е многу потребно прашање, не прашањето што ми направи жена ми и мажот ми, или какви ми се децава, јас ги воспитував, тие се невоспитани, зашто такво нешто не постои. Децата се такви како нашето огледало. Што сме си дале, еве да си видиме. И ќе застанеме тогаш. Ако сакаме да бидеме искрени со себе, може е добро ако не можеме да го направиме, што тешко некогаш да бидеме искрени со себе. Мар да велат дека нели вистината го ослободува човекот, ама нас многу ни е тешко некогаш да ја видиме вистината, уствари особено нашиот дел во нашиот сопствен живот. И тогаш е добро да побараме муабет, ако не со пријателите или со некој да кого му веруваме, со некој психолог или со некој со кого ќе можеме бар да разгледаме што сме направиле, како сме направиле и што е најважно што сега можеме да направиме за нешто што сакаме да биде. И за крај, една ваша препорака до сите оние млади луѓе кои што сега се на една крстосница, кариера и семејство, како да го направат тој баланс фамозен, може ли да се направи баланс? Па вака, мислам, кога би имало рецепт за тоа точно како би било, би живееле идеално. Јас би си го користела за себе и може би еден ден ќе добиам Нобелова награда, зашто такво нешто да се измисли е нешто неверојатно. Ја би еве пораката која би го не како совет, него како некое мое размислување, зашто ја верувам дека тие сите млади луѓе се доста паметни и си го најдат својот пат, али може би како правец во некое размислување, што мене ме прави ствари задоволен во животот, нели? Како јас, чувството ми е дека ќе бидам среќен. Нормално дека јас тоа треба да го поддржам малце со некоја заработувачка, зашто парите не прават среќни, ама ние сега не можеме тука како порано што вика, љубовта е важна, парите не. Сега бе гладен стомак,
не е многу среќен. Значи, плюс тоа што парите даваат удобност на живење, ние не можеме тоа да го игнорираме. А да се лажеме сега, не, само ќе се сакаме и децата на сонцето, раце за раце. Па да, ама после ништо од тоа не излегува долго трајно. Може едно лето, например, 10 дена да ги поминеме така. Да се обидуваат, да не забораваат. Да се обидуваат да најдат нешто што ќе ги прави и таму срекни. Да не се плашат да експериментираат, да не се плашат да го видат својот дел во својот живот, зашто така ќе дојдат во нешто што е многу поблиску до она што нив им треба. Никој не е на овој свет дојден нас да не направи срекни. Нити па ние сме дојдени некого да правиме среќен, треба себе си да се направиме срекни. Мирјана, ви благодарам многу за денешното гостување. Мислам дека гледачите има можност да чујат размислување и пораки за кои што веројатно и самите ќе седнат и ќе размислат каде сум јас во приказнава. Па мислам дека е тоа корисно. Нели, рецепти давање, тоа е кога готвиме нешто, па точно да излезе така како што треба. Овда секој човек е некој автентичен дел, нешто, секој човек е еден нов космос, едно нешто воодушевувачко, големо, убаво, и секој на свој начин треба да го направи тоа и да го одживее, и ако се најдеме со некого да бидеме пар и да одгледуваме заеднички деца, можеме да направиме еден систем во кој што ние заедно ќе функционираме и ќе правиме, ама тоа е постојано истражување, разговори, компромиси, дружење и со себе си и со сите околу нас. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.